пропуштајте. Само во септември. VIP Postpaid роденденска понуда. 1000 мегабајти, 1000 SMS-и и 1000 минути кон сите мрежи за само 555 денари месечно. И тоа за секогаш. И нов 3G телефон за 0 денари. 5 години. Повеќе за вас. VIP. Драги гледачи, добро вечер. Добро вечер. Започнува дневникот на македонската телевизија. Јас по 25 години се соочувам сега повторно со вас. Вие мислите не ве гледам, но јас знам дека сте вие таму зад камерата. Многу ми е драго што сум пак со вас. Многу ми е чест што ме поканија да го отворам овој дневник после толку многу отварања на многу дневници, многу студија и многу ова. Меѓутоа, ова е велелепно студио во кое навистина прекрасно да се работи. Колегата Благоје. Добро вечер уште еднаш и од мене. Мислам дека нема подобар почеток. Подобар почеток отворањето на едно вакво велелепно студио во македонската телевизија. Прекрасно е, навистина. И еве еден преглед на настаните од една друга перспектива. Ете, ова е Црни врв. почетокот. Да, тука ме чешлат, видовте, нели? Те подготвуваат. Почитувани гледачи, на Црни врв, не знам колку е висока таа планина, но таму беше предавателот и таму прв пат најавив дека од денеска започнува да работи македонската телевизија. Значи тоа беше... Која година? Која година, не знам, 64-та или 65-та, не сум сигурна. Меѓутоа, тоа се тие зборови што сега ги изговарам. Значи, тоа беа инсерти од почетокот на македонската телевизија. Сега се наоѓаме во едно студио, прекрасно направено. Момент, само морам да ви кажам дека од тогаш има еден куриозитет. Јас сите возможни програми на македонската телевизија, јас ги почнував. Не од некоја причина, не знам што представувам тоа или ова, меѓутоа немавме кадрови. И ние тогаш сами се учевме и растевме со таа наша телевизија. Прва програма, први вести во хангар, втори вести студио поделено на разни сектори, трето студио со муви и така натаму, меѓутоа и програмите јас ги отварав. Имам чест, се совпадна и ова прекрасно студио по 25 години јас да го започнам, отворам. Еве уште еднаш да посакаме македонската радио телевизија да има уште вакви студија, технички да се издигне, да забавува, да информира и пред се да едуцира. Може ли уште два збора да кажем? Не. Добро вечер. Морам да бидам искрен и да ви признаам дека чувствувам голема трема, исправен пред предизвикот да не сгрешам нешто во акцентот, дикцијата или не дај Боже во содржината кога стојам пред легендарната водителска двојка. Акцентот требаше. Почитувани, чест ми е да бидам овде со вас во ова студио и заедно да свртиме уште една нова страница во историјата на јавниот сервис. Еве, Горан, да ти посакаме успех, тебе, на твоите колеги, на целата техника и новинарскиот кадар на македонската телевизија. Драго ми е што гледаме све Пред да ви се млади заблагодарам за учеството во дневникот и за овие убави зборови и за честитките, би сакал за ова живо сведоштво за годините минати пред камерите да ви ја подарам овие две фотографии, всушност направени од бардот на македонското снимателство Ѓоко Поповски Гањо. На неја е Бранка Станковска, со време на првиот дневник во далечната 1964 и би сакал во оваа пригода да им ги покажам и на гледачите. Ева Бранка Станковска. 64-та, да, не? подготовка, односно за време во текот на првиот дневник. Тоа и го видовме на инсертите. Нема жал за младост, нема да пеам, меѓутоа многу убаво, многу благодарам. Ме подсетивте на убавите и неубави и убави денови. А уште еднаш ќе кажам, драго ми е што ваков еден состав ќе работи на дневникот и сигурна сум. Посакувам уште нешто, ова прекрасно студио, да може од него да се јавуваат само убави вести, да нема за војни, за убиства, да нема, тоа е невозможно, ама секој има право да посакува нешто убаво, нели?
Вие да читате само добри и ве молам македонскиот јазик да ви биде совршен. Тоа е мојата молба. Ке се потрудиме, ви ветувам. Ви благодарам за учеството. Благодарим и ние. Почнуваме со дневникот на МТВ во Ново Руво. Еве дел од содржините во него. Владата вети голема финансиска инјекција во стопанството. Повратот на ДДВ веќе нема да доцни, ќе се градат патишта и пруги, ќе растат пензиите и платите. Бизнисмените се задоволни од тоа што го слушнаа. Опозицијата бара оставка од министерот за финансии. Трето полувреме на Дарко ново светло на дел од историјата и ги разбуди се ништата од минатото. Софија се заканува со блокирање на македонскиот евроинтегративен пат. Дали по грчкото не очекува ново бугарско вето? Нема вето за подготовка на зимницата. Есента блесна во сиот свој сјај. Метеоролозите предвидуваат топли денови па дожд. Промена на врвот на Фудбалската федерација, нов човек на кормилото на националниот тим. Како да се врати публиката на трибините, а квалитетот на теренот. Ја слушнавте најавата на темите на денот. Почитувани гледачи, со вестите почнуваме веднаш. Следете не. Владата подготви ново сценарио како да ја пресретне економската криза. Премиерот Никола Груевски на бизнис елитата и вети дека државата повеќе нема да доцни со повратот на ДДВ, што ќе значи силна финансиска инјекција за стопанството. Освен тоа, најавено е зголемување на пензиите и социјалните трансфери за 7% и инвестиции во инфраструктурата, енергетски капацитети, пруга и автопат од коридорот Исток-Запад. Мартин Пушевски ги има деталите за владината мерка. Пред бизнис елитата и банкарската фела, премиерот Груевски ги објави економските предизвици за 2013-та. На стопанствениците им вети решение за проблемот со неликвидноста. Нема повеќе доцнење со повратот на ДДВ. Половина од долгот ќе биде затворен уште во ноември, а до февруари година компаниите целосно ќе бидат исплатени, им порача премиерот. Средствата се веќе обезбедени. Доколку сакавме како влада да ги отфрлиме критиките за доцнењата, можевме многу лесно да се повикаме на фактот што голем број европски земји, многу побогати и помокни, враќаат ДДВ во подолг законски рок. Меѓутоа, тоа не го направивме. Тоа можеби ќе ни помогнеше нам, но не и вам. И од тие причини не повлековме таков чек. Во последните 6 до 9 месеци главен проблем од оние проблеми каде што владата може барем делумно да влијае е доцнењето на плаќањата. Штом за вас тоа е главен проблем, автоматски тоа е и за нас. Наредната година бизнисмените ќе имаат на милиони евра, свежи пари со субвенционирана камата од 5,5%. Веќе се одобрени 22 милиони евра од кредитната линија од јуни. Овие пари деновиве ќе им легнат на сметките на 107 компании. Груевски пред бизнисмените најави дека за 2013 година е предвидена реализација на повеќе инфраструктурни проекти. Во моментот сме концентрирани на две работи. Подготовка да се понудат за концесија 2 помали патни правци за автопати, за кои имаме сигнал дека поединечни, така одвоени, би добиле подршка, а тоа е патниот правец Гостивар-Кичево и Скопје-Блаце. А за останатите започнавме анализи и разговори за кредит и други начини на финансирање. Во 2013 година ќе започне изградбата на хидроелектраната Бошков мост во вредност од околу 60 милиони евра, од кои следната година, 2013, ќе се инвестираат најмалку 10 милиони евра. Од март пензиите ќе бидат зголемени за 7%, а социјалната помош за 5%. Платите на администрацијата ќе се зголемат, но за една година. Нема да има зголемување на даноците и на придонесите, за компаниите да бидат што поконкурентни. Груевски пред представници на 700 фирми зборуваше повеќе од 1 час за сработеното, за подобрената бизнис клима, но и за реформите што се планираат.
Бизнисмените се задоволни од мерките, велат вистински потек во вистинско време. Нивните реакции ги пренесува Никола Крстич. Исправен чекор во вистинско време кој економијата ќе оддалечи од амбисот што и се закануваше. Бизнисмените охрабрени од последниот сет мерки на кој се обрза владата. Надминувањето на еден од најголемите проблеми, долгот на државата кон претпријатијата, ќе придонесе за враќање на ликвидноста и поттикнување на економската активност. Треба да бидат силен мотивационен фактор за сите нас кои од салата ќе излеземе убедени дека можеме да и се супроставиме на кризата, да го пренесеме тој оптимизам и кај граѓаните. Добар сигнал за продолжување на проектите кои се веќе наоѓаат во фаза на ревизија за тоа со кој темпо би продолжиле да се реализираат. Проблемите се правилно увидени. Решенијата не отстапуваат од барањата на бизнисите, сметаат во Комората на Северозападна Македонија. Максимално сме задоволни од настапот на премиерот. Дури на шега не му реков дај кажете ни кој ви го напиша говорот за да го прогласиме за премиер. Сепак во Стопанската комора имаат и дополнителни барања. Пребивање на долгот меѓу државата и фирмите, буџетот да не биде поштеден од примената на задолжницата. Најавуваат продолжување на консултациите. Од почетокот на светската криза, владата неколку пати излегуваше со сет антикризни мерки. Според бизнисмените, најновите ќе придонесат за враќање на оптимизмот и за излекување на македонската економија од рецесијата во која што е влезена. Опозиционерите се огласија со критика за новите мерки. Премиерот конечно го призна тоа што СДСМ го тврди подолг период, велат во партијата на Црвенковски и бараат оставка од министерот за финансии Ставревски. Реакцијата на најголемата опозицијска партија ја има Анита Димитриевска. Премиерот потврди дека државата им должи на фирмите по основ на поврат на ДДВ, стои во писмената реакција на СДСМ. Опозицијата обвинува дека причина за рецесијата во земјава не е европската криза, туку штетните економски политики на владата за кои треба да се бара одговорност од министерот Ставревски. Ова се дел од забелешките содржани во писмената реакција на опозицијската СДСМ по говорот на премиерот Груевски. По воредната седница на економскиот совет социјалдемократите излегува со предлог мерки до владата кои би требало да се имплементираат како можна опција одговор за излез од рецесијата. Итен ребаланс на буџетот, крај за непродуктивните трошоци, да се прифати реалната проекција од најмногу 1% за раст на БДП и во најкусо време да се објави точниот долг на владата кон стопанството, бара економскиот совет на партијата. Владата да го каже колкав е тој долг и како планира да го за 3 месеци реши проблемот на долгот нејзин кон стопанството, кој што потоа создава неликвидност на стопанството и долгувања меѓу самите фирми. По основ на неплатен ДДВ или по основ на испорачани производи и услуги, а не платени од страна на владата. Социјалдемократите предлагаат владата секој месец да издвојува по 2000 денари за социјално загрозените семејства, со што би им се овозможило да ги набават основните прехранбени продукти од македонско потекло. Колку новите мерки кои треба да му помогнат на бизнисот ќе го чинат буџетот? Дали е загрозена ликвидноста на државата? Дали е потребен нов ребаланс на буџетот или пак ново задолжување? Какви се плановите на креаторите на економската политика наспроти глобалните бизнис трендови? Ке чуеме од министерот за финансии Зоран Ставревски, со кого разговара Билјана Трендафилова. Ја вклучуваме во дневникот. Билјана? Горан, како што и самиот најави, владата донесе пакет мерки за помош и олеснување на бизнисот. Престопанствениците се обврза дека навреме ќе им го плаќа повратот на ДДВ. Гостин во дневникот на прва е министерот за финансии Зоран Ставревски. Министре, од каде ќе ги обезбедите овие средства за навремо сервисирање на долговите? Добро вечер. Денес премиерот имаше извонредно значајно обраќање пред преку 700 компании стопанственици, во кое што се осврнаа на актуелната економска состојба што ја наметна должничката криза и го презентираше пакетот на мерки со кои што владата заедно со бизнис заедницата во иднина ќе се обидат да ги ублажат последиците од оваа криза врз македонската економија. Во тој пакет она што најмногу ги заинтересира бизнисмените и што најде на извонреден прием беше ветувањето дека ќе го решиме прашањето на задоцнетите плаќања по основ на поврат на ДДВ и фактури од буџетските корисници. Тоа ќе се случи во следните неколку месеци, почнувајќи од утре буквално. Постепено ќе го решаваме тој проблем за до крајот на февруари да стигнеме до 0 долгови на државата кон стопанството. Некаде до крајот на ноември планираме половина од сегашните обврски да ги исплатиме, а од ноември до
февруари втората половина, така да бизнисмените може да сметаат дека ќе има подобрување на ликвидноста. Тоа се средства кои што се веќе обезбедени, значи, и кои што во изминатите неколку месеци направивме детални проверки, контакти со меѓународните финансиски институции и обезбедивме финансирање, така да пред да го објавиме ова бевме сигурни дека можеме да го направиме. Ветивте дека отпуштања на административците нема да има, во исто време ќе ги изголемите пензиите. Како буџетот ќе го издржи овој товар? Три работи. Едната е враќањето на обврските, односно исплаќањето поредовно на обврските и намалувањето на долгот, како што кажав, и негово сведување на нула до крајот на февруари. Вториот дел од пакетот содржи интензивирање на крупни стратешки инфраструктурни проекти. Тука станува збор за Коридорот 10, значи проект кој што е вреден 220 милиони евра, довршување на автопатот таму. Се надеваме дека ќе бидеме успешни со изнаоѓање на концесионери за два други автопати од Кичево до Гостивар и делот од Скопје до Блаце. И се надеваме, исто така разговараме исто со одредени кредитори за финансирање на други автопати низ Република Македонија. Ќе започне во 2013 реализацијата на реконструкцијата и изградбата на пругата кон Бугарија, првиот дел од Куманово. Уште сега почнува реконструкцијата на Коридорот 10 на пругата, ќе започне гасификацијата некаде пролетта 2013 година и обезбедивме околу 100 милиони евра за малите и средни предпријатија од Европската инвестицијска банка. Значи, се работи за еден пакет кој што делумно се финансира од буџетот, а дел ќе се финансира со кредитни средства. Во тој дел значајен сегмент е за финансирање на целокупниот буџет и буџетскиот дефицит за 2013. Договорот што го имаме начелно постигнато со Светска банка. Светска банка заради добрите макроекономски политики и заради успешната политика што досега ја водевме на Македонија на пазарот на капитал. Значи Светска банка ќе гарантира и затоа ние ќе можеме да ги добиеме тие средства со двојно пониска камата од она што е реална камата. Тоа ќе биде значи за покривање на целокупниот буџетски дефицит, а во тие рамки и овој дел, помал дел што се однесува на отплатата на обврските по поврат на ДДВ и слично. Ве прашав за импликациите, за буџетските импликации. Дали ова значи нов товар, потреба од ребаланс или евентуално ново задолжување? Ова значи само дека Република Македонија и натаму ќе остане на фискалната дисциплина и на ниското ниво на буџетски дефицит. Привремено тој буџетски дефицит, значи за ова и за следната година 2013 го проектираме на ниво од 3,5% од бруто домашниот производ, што ќе овозможи и да продолжиме со реализација на голем број на отпочнати проекти, меѓу кои овие крупни инфраструктурни за кои што зборував, и истовремено да го решаваме прашањето на долговите и ќе зачува Македонија како земја со ниско ниво на државен долг и Македонија и со овој буџетски дефицит нема да биде полошо рангирана од 5-те најдобри земји во Европа, значи ќе биде меѓу 5-те најниско задолжени земји во Европа. Опозицијската СВСМ побара одговорност и оставка од владиниот економски тим. Ваш коментар? Важно од се е што актуелната криза, она што се случува во Европа, ниедна опозиција не ја користи за напаѓање на власта, бидејќи се свесни дека е тоа реален проблем и би било добро опозицијата да е поконструктивна во тој дел. Ние ништо не слушнавме од нив, освен еден-два лоши предлози. Првиот беше да се зголемат даноците и на тој начин да се решаваат проблемите. За нас тоа е неприфатливо, бидејќи ќе им штети на граѓаните и на стопанствениците, на стопанството. Вториот предлог е постојано ребаланс да има, при што ќе настрадаат проектите кои што овозможуваат работа за илјадници работници во Република Македонија, за стотици фирми. Јавниот сектор е во вакви услови, кога нема побарувачка од надвор, односно заради европската криза е намалена побарувачката, јавниот сектор е единствениот кој што може да креира побарувачка во економијата. И затоа сметаме дека ребалансот е лошо решение, не е добро решение во оваа фаза. Ние ќе продолжиме со високо ниво на капитални инвестиции, нови средства од надвор за повластени услови со каматна стапка од 5,5% и, како што кажав, ќе се раздолжиме кон стопанството за да се подобри ликвидноста на стопанствениците, на бизнисмените, на предпријатијата и да се сочуваат работните места. Останува да се види, сепак тоа беше главно барање на бизнисот на време на исплата на ДДВ. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам исто. Горан, ви благодарам за учеството во Дневникот на прва. Останете, почитувани гледачи, останете со нас. Продолжуваме натаму со останатите содржини во Дневникот на прва.
Уметноста понекогаш може да предизвика длабоки политички потреси. Најновиот филм на Дарко Митревски од денеска се прикажува во Кино Милениум. Неговото дело разработува тема од времето на Втората светска војна и обелоденува историски факти кои ја вознемирија Софија. Со какви очи го видоа филмот овдешните филмски сладокусци и кои се првите впечатоци. Александра Переска ги има реакциите. Секое време има свое полувреме и во него своја љубовна приказна. Кога таа приказна ќе стане основа на уметничка провокација градена низ историски факти, топката на теренот влегува во мрежата и целта е постигната. Трето полувреме филмот на сценаристот и режисер Дарко Митревски донесе приказна за која се зборува пошироко, особено на Балканот. Од нашиот источен сосед доаѓаат бурни реакции за историските факти изнесени во филмот. Најмногу реагираа за тоа што во филмот е прикажано дека депортацијата на евреите во Македонија ја спровела бугарската војска. Некој ако сака од позиција на привилегираност условна како дел од современата Европска унија да заборави и да ја блокира меморијата историска дека некогашните бугарски фашистички окупатори биле ангели, испраќајќи ги евреите во концентрационите логори, тогаш апсолутно има проблеми ментални и морални. Мислам дека Митревски останува на површината. Повеќе се потпира на слики, повеќе се потпира на надворешна естетика, отколку што оди во понирање на приказната, во водење на приказната, во градба на карактери или во заокружување на поента. И покрај тензиите на првата проекција немаше бугарски медиуми. Филмот е повторно базиран на историска вистина за депортација на 7200 македонски евреи или вкупно 98% од вкупната еврејска популација во Република Македонија. Таков геноцид не се бележи никаде во толков процент во светот. Овој филм ќе ја представува македонската кинематографија за најголемата филмска награда Оскар. Оваа филмска приказна веќе влезе во киносалата Милениум во Скопје. Точно напладне и ќе игра секој ден во 12 часот се до 27 септември, кога ќе ја доживее и својата официјална премиера. Колку што ни тежи проблемот со Грција во изминатите години на блокирани евроатлантски интеграции, толку посериозно станува и прашањето на односите со Бугарија. Се пострашно звучат најавите на Софија дека ќе се испречи на македонскиот пат кон Брисел ако не се расчистат историските дилеми. Колку се сериозни овие закани и дали кон механизмот вето ќе посегнат и бугарите, го прашуваме Ѓорѓи Спасов, поранешен македонски амбасадор во Бугарија, со кого разговара Љупчо Цветановски. Но во овој момент од режија ми јавуваат дека имаме технички проблеми и не можеме да ги вклучиме во живо во јавувањето од пред бугарската амбасада. Се надевам, почитувани гледачи, дека ќе успееме да воспоставиме врска и дека во текот на дневникот ќе се јавиме од таму. По скоро 2 месеца грчкиот премиер Андонис Самарас одби средба со македонскиот колега Никола Груевски. Писмото на грчкиот премиер, кој е одговор на поканата на Груевски за средба од 31 јули, го објави весникот Демократија. Самарас негира дека Грција ја блокира Македонија. Со изненадување и жалење читам во вашето писмо дека Грција ја блокирала европската иднина на вашата земја. Дозволете ми со сета почит да нагласам дека ова е апсолутно неточно, вели Самарас во писмото до Груевски. Грчкиот премиер потенцира дека Македонија го негира очигледниот предуслов за постигнување решение. Според него тоа би било едно име за севкупна употреба, односно максималистичка грчка позиција. Ерга омнес. Есента на Прилеп му донесе джез уживање за префинетото слушателско уво и обид да се разбијат предрасудите дека градот под марковите кули има публика само за цеца. Дарко Штарговски се јавува од градот Херој. И по лепа брена джез. Прилеп докажа дека е подготвен да организира настани кои ќе го задоволат секој вкус. За прв пат се одржа интермецо джез викенд кој во иднина треба да прерасне во фестивал. Иако публиката можеби не беше бројна како оваа, сепак уживаше во звуците на джез. Идејата е прекрасна, треба да се Стојчевски е страстен љубител на оваа музика. Ја слуша над 30 години, а има и колекција од над 2000 плочи. Во Прилеп последниве години има доста слушатели, да речем и колекционери на джез музика, плочи. Со плочите сега од рака на рака се сменуваме. Тешко се најдува да се купа. Прилепчани велат дека идејата за еден ваков настан е одлична, бидејќи Прилеп не е место само каде се слушаат Цеца, Брена и Северина. Значи во Прилеп има джез култура, ваквите манифестации треба да се случуваат што почесто. Покрај джез викенд планирани се уште 3 различни,
кои би се одржавале во секое годишно време и наречени како Season Festivals и би биле викенд на класичната музика, викенд на рок, алтернативната и джез викенд. Со организацијата на ваквите настани, Прилеп го добива приматот за најфестивалскиот град во Македонија кој ги задоволува сите вкусови. Есента донесе освежување и прекрасни бои, зрели и полни со витамини се септемвриските плодови. Дојде време за подготовка на зимницата. За првиот ден на новото годишно време, Сунчица Николовска. Македонија испрати во историјата многу жешко и сушно лето и почна да и се радува на есента. Метеоролозите за првите есенски денови најавуваат топло време и температури до 34 степен. Заладување и дождови се очекуваат од почетокот на октомври. По почетокот на есента ќе биде претежно просечна за оваа сезона, значи за нашето подрачје нема некои значајни отстапување. Све ќе биде во границите на просечната вредност и температурата и врнежите. Како во никој друг дел од годината, пазарите се преплавени со разни видови овошје и зеленчук. Паричниците се празнат, се полнат торбите со црвени пиперки и домати. Есента не може да започне без ајвар, најдобриот специјалитет на македонските домаќинки. Без ајвар не може, македонците без ајвар не можат. Јас сум жена во години, сум го научила ајварот од мојата мајка. Сега го предавам на ќерките. Највкусниот ајвар е македонскиот ајвар. Прочуен сегдека. Низ цела Европа. Сите го бараат. Скопјани денеска на прошетка во градскиот парк да украдат уште малку од топлото време. Пожолтените лисија на дрвијата, дождовите и ниските температури го најавија доаѓањето на есента. Пред 3 дена на Шар планина падна и првиот снег. Новото годишно време носи и нова дилема кај граѓаните. Веќе размислуваат како ќе се греат во престојната сезона. Слушнавме што прогнозираат метеоролозите, а со мене во студиото е нашиот метеостручњак Глигор Митковски. Глигор, старите велат дека по утрото се познава денот. Можеме ли уште од сега да кажеме со оглед на прогнозите на метеоролозите за есента каква зима не очекува? Така. Многу шпекулации. Значи, мислам дека имавме пред 2 до 3 години на слична ситуација со шпекулацијата дека ќе имаме најстудената зима во последните 1000 години и такви некои шпекулации се вртат и годинава. И мислам дека единствени кои што би можеле да извадат условно кажано профит од таа работа оние кои што продаваат грени тела. Сега за сега изгледа дека зимата ќе биде во граници на нормалата, исто како што кажа мојата колешка Душанка од Управата за хидрометеоролошки работи, како е со есента, така и со зимата. Можно е да се појави само малку зголемена количина на врнежи во декември, но температурите остануваат во границите на нормалата. Не е дека ни лани не видовме температури до минус 24, минус 25 Целзиусови, на кратко во Битола каде што нормално се појавуваат. Така е, добро е што за почеток можеме да кажеме дека следуваат топли денови, па можеби понатаму и дожд. Така, топли денови со повеќе информации. Така, Глигор, те замолувам да останеш во студиото за да ни ги соопштиш деталите. Веднаш по дневникот следува МТВ Метео. Така. Почитувани гледачи, јас во овој момент добивам сигнал дека е воспоставена видеоврска со мојот колега Љупчо Цветановски од пред бугарската амбасада. Таму со него треба да и нашиот гостин Ѓорѓи Спасов, поранешниот македонски амбасадор во Софија. Темата е колку е сериозна заканата на Бугарија дека може да ни се испречи на патот кон Европската Унија. Дали го имаме Љупчо Цветановски? Љупчо, повели во програма си и можете да почнете со разговорот со твојот гостин. Така, Горан, се наоѓаме на десетина метри од амбасадата на Република Бугарија во Скопје. Се позасилени и посилни се најавите дека Бугарија ќе биде нова пречка за Македонија кон Европската Унија. Тоа започна уште во 2006 година, кога тогашниот бугарски министер за надворешни работи Ивајло Калфин најави дека Бугарија нема да ја поддржи безусловно Македонија на патот кон Брисел. Дали ова националистичка реторика продолжува и со новиот министер Николај Младенов? Со нас гостин вечерва е професор Ѓорѓи Спасов, инаку првиот амбасадор на Република Македонија во Бугарија. Кои се вашите оценки? Дали Бугарија ќе биде нашата нова пречка на патот кон Европската Унија?
Јас сметам дека Бугарија нема да биде нова пречка на Македонија, на нејзиниот пат кон Европската Унија, затоа што треба да знаеме една работа. Бугарија е земјата која што прва ја призна независноста на Република Македонија, Бугарија е земјата која што прва не призна под името Република Македонија и Бугарија е земјата кога Македонија беше под економско ембарго од страна на Грција, ги отвори сопствениот коридор за снабдување на македонското население. Имајќи предвид дека во целиот овој период Бугарија во сите меѓународни организации, на сите меѓународни конференции и дава целосна за нејзино полноправно членство во НАТО и Европската Унија, ние не треба да бидеме вознемирени од овој тип на реторика. Несомнено, во меѓународната политика треба да се има внимание, треба да се има почитување за она што го кажуваат министрите за надворешни работи на една соседна земја и во духот на добрососедското, кој што е интерес на Република Македонија, треба да се решаваат проблемите. Многу сте позитивен како што гледам, но Николај Младенов најавува црвени линии не само за Скопје, туку и за Белград. Кои би биле овие црвени линии според вас? По она што се го изјавуваат официјалните лица од Бугарија, треба да се има предвид дека тие мислат пред се на 3 црвени линии. Првата црвена линија се однесува пред се на заштитата на правата на граѓаните од бугарско етничко потекло во Македонија, кои што сметаат дека по одредени ситуации нивните права се нарушени. Македонија со тоа нема никаков проблем. Македонија мора да ги гарантира сите практично еднакви права на граѓаните, да ги заштити правата и слободите на сите граѓани независно од нивната етничка или религиозна припадност. И во тој поглед Македонија треба да ја нагласува сопствената политика на унапредување на добрососедските односи и преку решавање на таквите ексцеси кои што од време на време се појавуваат. Втората линија е оно што се однесува на така нареченото крадење на бугарската историја и тука тој проблем е малку поголем, со оглед на тоа што доминантно во бугарското јавно мислење е тоа дека всушност македонската современа нација е изградена врз бугарски етнички корени и дека тие не ја признаваат практично македонската национална историја од пред Втората светска војна. Во тоа смисла, сметам дека тоа не треба да биде тема на денот, туку треба да се говори пред сезона што Македонија сега го прави во развојот на економските односи, што се гради пругата према Бугарија, што се развиваат преку граничната соработка со проектите за меѓугранична соработка на општините и што многу општини се збратимуваат практично со општини во Бугарија и имаме доста подем во меѓусебната економска соработка. И третата црвена линија е она што можеби го изјави еднаш Бојко Борисов, кој што не беше потоа повторено дека всушност и тие не се согласуваат со тоа името на Македонија да биде Северна Македонија затоа што тоа опфаќа дел од денешна Бугарија. Ако е тоа така, тогаш Македонија таквата црвена линија треба да искористи за да го долови апсурдот практично на земјите од Европската Унија и да каже дека прво Бугарија и Грција треба да најдат заедничко прифатливо решение за тој проблем, па потоа Македонија да ги продолжи разговорите за овој апсурден спор кој што ни е Македонија наметнат. Така, за крај, кус коментар на последната информација од Брисел, која што сепак се уште е само во кулуарите, дека Грција нема да не блокира овој пат и ќе ни дозволи да добиеме датум за преговори, но при тоа ќе остане шансата да не блокира на секое можно поглави. Ваш коментар на ова? Многу е важно да не блокира. Тоа е најважно. Важно е да започнат работите. Македонија да ги започне преговорите, а секоја наредна препрека ќе се решава во духот на она што го решавали и сите други држави. Сите други држави поминале низ фазата на усогласување на секој од поглавијата со секоја држава членка на Европската Унија. Македонија тоа и предстои, тоа ќе усогласува и сепак како еден по друга фаза во развојот која што мислам дека претставува всушност чекор напред во нашето приближување кон Европската Унија. Благодарам што бевте наш гостин. Благодарам и на вас. Студио. Благодарам за господинот Спасов и за колегата Цветановски. Почитувани гледачи, продолжуваме со порелаксирани содржини. Пиперката е заштитен знак на Струмица и се посилен бренд од овој крај. Како мина производителите во оваа сезона? Има ли доволно за да се наполнат теглите со ајвар? Катерина Давчева се јавува од Струмица. Мирисот на пиперката уште оддалеку се чувствува во Босилово. Семејството Јовановски внимателно го сортира годинешниот род од надалеку познатата куртовска капија. Сушата им го преполовила производството. 50% од ланската година на родот. Изгореа, расипаа се 50%. Но бројот на тегли со ајвар нема да биде преполовен. Домаќинките го подготвуваат зимскиот деликатес, иако велат скапо е да се направи. Кошта да се направи 1 кило зетине 100 денара. Ако и купме чушките од прва класа 20 денара. И ако купиш 100 кила чушки, 2000 денара и 5 кила зетин, 2500. И кога да видиш, немаш сметка да го правиш, ама зимно време мора да се јаде и затоа го правам.
Откупувачите се жалат на годинешната реколта. Откупот доцни 15 дена. Сепак куртовската капија ќе ја мезат од Русија па се до Шведска. Првата класа добар дел продаваме во Русија, Шведска и бившо југословенските простори. Ако земеме параметри како наш најголем купувач на пиперката, предњачи Русија. Скоро половината од вкупната количина куртовска капија, која во година може да тежи и до 70.000 тони, ја дава Струмичкиот крај. Откупните цени оваа сезона се движат од 18 до 9 денари. И покрај годинешните проблеми со производството, земјоделците велат дека куртовата капија ќе остане бренд на Струмица и на регионот. За Дневникот на Македонската телевизија од Струмица, Катерина Давчева. Во изминатиот период се случија промени во врвот на Фудбалската федерација, промени на кормилото на националниот тим. Дали на македонскиот фудбал му предстојат подобри денови? Тони Стојановски. Посакуваме. Никогаш не престанавме да посакуваме. Нашата желба е константа, но македонскиот фудбал е променлива категорија. Топката се тркала побрзо од можностите, сегашноста е во офсаид во споредба со славното минато. Сепак, иднината е наша креација. Секаде и секогаш фудбалот е опиум за масите. Обединува на микро и на макро ниво, влијае на светскиот бизнис, едноставно има повеќе димензионален карактер. Нашиот, македонскиот, е на нова страница, со надеж квалитативно да порасне. Федерацијата е персонално реновирана, репрезентацијата донесе свежина, но за постојан напредок треба да има филигрански прецизна стратегија. Постои ли, кога ќе ја реализираме, од каде ќе тргнеме? Да се подобрат инфраструктурните состојби во нашата земја, значи да зборам фудбалски, да овозможиме нормални услови за одвивање на тренажен процес на овие млади категории, значи да им помогнеме на клубовите колку е можно повеќе. Лесно се прави попис на слабостите на македонскиот фудбал. Ги има во сите сегменти, некои објективни, некои субјективни, но кога проблемот се препознава, тогаш полесно се решава. Во ерата на светот како глобално село, искуствата на другите може да бидат вредносна база за нас. Еден модел на, да кажам, на Австрија и на Швајцарија кој што би требало ние да го превземеме и да на еден начин да го не можеме све да ископираме овдека, да пренесеме, но да го адаптираме на нашето поднебје, нашите услови. Репрезентативните резултати најлесно возбудуваат, го разгоруваат духот, ги раздвижуваат факторите. Сепак за целосен и долготраен прогрес потребни се тектонски поместување на сите што влегуваат во системот наречен МАК фудбал, од оние што организираат, финансираат, тренираат, играат, навиваат, пренесуваат. Македонската телевизија како јавен сервис ќе го даде својот придонес. Комбинираните преноси од секое коло со вклучување од терените каде што ќе има голови, тематски емисии, анализи. Медиумската кампања може да биде ветер в грб за најдиректните актери. Кога има камери, добар стадион, меѓутоа за жал тоа кај нас секаде го нема. Тоа представува дополнителен мотив и секако фудбалерите дават све од себе. Камерите откриваат, а не сокриваат, мотивираат, помагаат секој да види, да размисли, да коригира. Првата македонска фудбалска лига на услуга ќе го има и овој сегмент. Далечни се сликите со фудбалери кои дефилираат по триумфалната порта, како што тоа го направија кошаркарите и ракометарите, но МАК фудбалот е процес што може да тргне со поуките од минатото, со ентузијазмот на сегашноста. Секој нов почеток е тежок, но и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Ова е момент кога треба да се запрашаме што можеме ние да сториме за македонскиот фудбал, а не што тој може да стори за нас. Тони ја погоди мрежата, не знам дали ќе беше така ако стоеше голман на голот. Или ако имаше жив зид. Тогаш ќе му беше уште потешко, но Драган Николовски кој е со мене во студиото го прашувам дали и македонската телевизија ќе постигне погодок со тоа што од оваа година ќе ги пренесува натпреварите од првата македонска фудбалска лига. Огромни беа барањата и пред да се вклучиме во нешто вакво, да се следи нашиот елитен фудбал на програмата на македонската телевизија. Во рамките на нашите можности од денеска почнуваме со нешто пионерски, а истовремено и револуционерно за наши околности. Мислам дека и покрај сите несовршености, можеби погодок беше нашиот денешен обид за комбинирани или мултипреноси од домашниот фудбал.
Што друго донесуваат денешните вести од спортот кои следуваат веднаш по овој дневник? Така е, значи редовен блок неделен случувања од домашниот прволигашки фудбал, потоа за настапот на рекометарките на Металург на квалификацијскиот турнир за Лигата на шампионките и билтен од Формула 1 трката во Сингапур. Драган, ти благодарам за овие размисли и за најавата на вестите од спортот. Те замолувам за трпение. Продолжуваме со уште неколку содржини од Македонија. Струмичани си ја имаат пиперката како бренд, охриѓани пастрмката. По долги години на риболовците неодамна им беше дозволено да ги спуштат јадиците и мрежите во езерските води. Какви се ефектите, ни открива Сашо Невоски. Веќе еден месец се врши стопански риболов на охридска пастрмка и белвица. Првичните резултати укажуваат на многу слаб лов и дека наместо во ловините да биде 90% застапена пастрмката, досега толкав е процентот на уловената белвица. Ваквите моменти во суштина настана поради сите несоодветни досегашни моменти на заштита на охридската пастрмка или на целиот рибен фонд на Охридското езеро, бидејќи 8 години како што постоеше мораториум, од друга страна од Албанија се вршеше лов, а и пред тоа на нашата страна имаше доста пропусти по однос на начинот на ловење на рибата. Давањето на езерото под концесија треба да обезбеди поголема заштита на рибниот фонд, но таа нема да биде целосна и ќе биде со далеку помал ефект, доколку и албанската страна не ја усогласи со одветната законска регулатива. Значи, од аспектот дека постои на македонската страна веќе изготвена риболовна основа за заштита и унапредување на рибниот фонд, кој што ги определува и квотите на видови риба кои што се дозволени за лов по година, од албанската страна тоа не е направено и истото го тераме, значи, во таа насока да истите, значи, колегите од албанска страна го направат истото. 2 децении се провлекуваат договорите со албанската страна и крајно време е тие да се заокружат. Во спротивно и во иднина ќе се намалува рибниот фонд на овој ендемичен вид риба кој е македонски бренд. Дали е уценета главата на човекот кој го разглеми муслиманскиот свет? Меркел и Оланд во обид да го зајакнат европското единство. Вестите од светот ги има Марина Автовска. Пакистанската влада и коалицијскиот партнер се оградија од изјавата на министерот за железнички транспорт, кој што понуди награда од $100,000 за главата на режисерот на антиисламскиот филм Невиноста на муслиманите. Инаку во Пакистан се одржуваат едни од најжестоките протести против филмот, во кој досега беа убиени 21 и повредени над 200 лица. Протести и во Атина. Грчката полиција со солзевец се обиде да растера група млади муслимани кои што бараат од Соединетите Американски држави и од Франција да ги казни одговорните за безбожниот антиисламски филм и карикатурите на пророкот Мухамед. Треба да работиме заедно и преку диалог и контрол на ситуацијата, да не дозволиме повторно да се случи вакво нешто. Во Белорусија, поречиси 2 години по контроверзниот реизбор на председателот Александар Лукашенко за 4-тиот мандат, денеска се одржуваат парламентарни избори бојкотирани од опозицијата. Двете главни опозицијски движења, Обединетата граѓанска партија и Белорускиот народен фронт, на 15 септември ги повикаа гласачите да не излегуваат на гласачките места, борејќи се на тој начин против многобројните нарушувања на изборните процедури. Во лавина на Хималајскиот врв во Непал загинаа најмалку 9 лица, 4 се исчезнати, а 5 мина се спасени. Меѓу исчезнатите има државјани на Германија, Франција и на Непал, а преживеаните се пренесени во болница. Лошите временски услови ја отежнуваат потрагата по исчезнатите. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Повторно сме со вас во 23 часот. Пријатна вечер. Без компромиси.